Почитувани присутни, со жалење можеме да констатираме дека владачката коалиција, предводена од СДСМ, досега не ги слушна, немаше слух и немаше сенс за барањата, апелите на ВМРО ДПМН, но и огромното мнозинство на граѓани на Република Македонија, како и огромен број на експерти, кои што бараа повлекување на законот за употреба на јазиците во Република Македонија. Ние би искористиле оваа прилика, како ВМРО ДПМН, од името на граѓаните на Република Македонија, уште еднаш да ја повикаме владачката коалиција, како и Социјалдемократскиот сојуз, да го повлечат законот за јазици. Затоа што станува збор за закон кој што е далекосежен, закон кој што е комплексен и закон кој што ги засега огромен број институции во Република Македонија. Од тие причини, наредниве часови и денови, апелираме владачкото мнозинство предводено од СДСМ да го повлече овој закон, да се формираат работни групи, да се консултира експертската јавност, да се видат меѓународните искуства и во таа атмосфера на взаемни консултации, во таа атмосфера на политички диалог, да видиме кои се решенијата кои што се најдобри. Би сакал да нагласам една работа. Ние сме едноставно подготвени да дискутираме за зголемен опфат и употреба на јазиците во Република Македонија. Истовремено, не сакаме да се носат решенија кои што се на брзинка подготвени. Не е добро во Република Македонија само во име на формирање на одредена политичка и партијска коалиција во цајтнот да се прават закони кои што се лоши, закони кои што се недоречени, закони кои што огромен број на луѓе не знаат како да ги толкуваат, ниту пак можат да ги разберат. Значи, уште еднаш, ајде заеднички, преку диалог, преку консултации, преку взаемна соработка помеѓу политичките партии, да направиме текст кој што ќе биде заеднички прифатлив, текст кој што ќе биде добар за граѓаните, текст кој што ќе значи унапредување на правата, но истовремено и текст кој што ќе биде во рамките на Уставот на Република Македонија. Исто така, особено би сакал една работа да упатам, а тоа е следнава. ВМРО ДПМН и коалицијата на ВМРО ДПМН бара и инсистира во Законот за употреба на јазици да се прошири употребата на јазиците на помалите етнички заедници во Република Македонија, односно турците, бошњаците, србите, ромите, власите и останатите. Значи, потребен е закон кој што ќе ги афирмира правата на сите во Република Македонија, а не кој што ќе носи кон поларизација или пак различни толкувања кои што овие денови ги слушаме во јавност. Значи, уште еднаш, ВМРО ДПМН бара и инсистира да имаме поголем опфат и употреба на јазиците на помалите етнички заедници во Република Македонија, односно турците, ромите, србите, власите, бошњаците и сите оние кои што живеат во Македонија. Тоа е отприлика тоа кое што би сакале да го соопштиме. Повелете сега со вашите прашања. Значи, извините, ако може име и презиме и меди. Да. Да. Досега се поднесени тие амандмани кои што ги спомнавте од претеничката група на ВМРО ДПМН, а дали ќе имаме или колку ќе имаме понатаму амандмани, останува да видиме кој ќе биде одговорот и слухот од владачкото мнозинство. Ние уште еднаш ги повикуваме на диалог, ние уште еднаш ги повикуваме на разговор, ние ги повикуваме на консултации, се надеваме и очекуваме и посакуваме тој одговор нивен да биде позитивен. Повелете дали, да, вие сакавте име и презиме? Да. Законот за јазици
најдобро е да биде донесен со консензус, затоа што се работи за закон кој што ја засега целата држава и безмалку сите граѓани на Република Македонија. Значи, сакаме да имаме коректна расправа, сакаме да имаме аргументирана расправа и да немаме ситуација на надгласување и прегласување. Подобро е да разговараме, подобро е да дебатираме, одошто да имаме ситуација во која што ќе се прегласува, ќе има победени, поразени, вакви толкувања и онакви толкувања. Нашето барање е разумно, а тоа е ајде заеднички, преку взаемна комуникација, преку взаемен диалог, да го подобриме овој текст. Повелете. Истиот како и досега. Да. Да. Па, ваквото население на законот од страна на СДСМ и ДУИ се должи исклучиво на нивната желба, намера и приоритет број 1, а тоа е по секоја цена да ја сочуваат власта и да ја сочуваат коалицијата. Значи, јасно беше дека СДСМ ги изгуби претходните парламентарни избори и дека по секоја цена сакаше и мораше да формира влада. Во таа секоја цена која што тие беа подготвени да ја поднесат, да ја платат, да ја понудат, е меѓу другото и овој закон, но проблемот е што во тој цајтнот се направи законско решение кое што е оспорено од огромен број на експерти во Република Македонија, од претседателот на Република Македонија, локалните самоуправи и градоначалниците не знаат како ќе го пременуваат овој закон, исто така и директорите на огромен број институции во Република Македонија, без разлика дали тие раководители се од позицијата, од опозицијата, од ова или од она етничка заедница. Значи, во тоа нивно брзање и во тој нивни императив да формираат влада во која што СДСМ го немаше и го нема легитимитетот изборен од граѓаните, од народот, се настапи со байпас варијанта и со решение кое што го гледаме, кое што е унисоно, јас би рекол дури плебисцитарно оспорено и од експертската јавност, и од луѓето, и од граѓаните, и од сите оние кои што се дел од политичката дебата и дискурс во Република Македонија. Ова значи дека ние ќе партиципираме во делот на дискусијата на законот за јазици, а во делот на останатата работа на парламентот нема да присуствуваме, затоа што нашите колеги и еден куп други луѓе кои што се дел од она што се нарекува политички програм во Република Македонија се уште се затворени. Со секој изминат ден, со секој изминат час и со затворањето на овие луѓе, мислам дека се зголемува неправдата, се зголемува револтот, се зголемува и болката кај семејствата на тие луѓе. Ние, за жал, имаме ситуација во Македонија во која што Македонија е единствената земја во моментот во Европа со политички затвореници. Имаме луѓе кои што се во темници, имаме луѓе кои што се во вонредно тешка здравствена состојба, а од друга страна гледаме дека оние кај кои што треба да биде разумот, кај оние кај што треба да биде, па ако сакате и милоста или сенсот, некако го нема. Напротив, тие молчат, семејствата страдаат и ова веќе трае со месеци и со месеци во Република Македонија. Тоа е истото судство од претходно, кој може да влие во судиите за да ги сменат своите ставови во однос на луѓето кои што велите неправедно се притворени, може да се согласат или не со вас. Но кој ќе им каже на нив да судат според словото на законот, да одредува разумен притвор, не како што беше до сега во недоглед, без да обвинени. Веќе подолго време, јасно е, евидентно е, дека главниот збор во судството го води Социјалдемократскиот сојуз. И мислам дека тоа е евидентно за целата јавност во Република Македонија, дека се тие оние кои што ги диктираат и атмосферата и одлуките и одговорноста за затворањето, одговорноста за голготата на семејствата која што со месеци веќе ја преживуваат овие семејства е апсолутно на Социјалдемократскиот сојуз. Значи имаме ситуација во која што луѓе кои што никого не повредиле, луѓе кои што не биле вклучени во никаков факт на насилство, е влезено кај нив дома со репетирани автомати, со репетирани пиштоли пред нивните семејства, пред нивните родители, пред нивните деца. Имаме ситуација во која што не беа симнати имунитетите на тие луѓе и тоа е неодбранливо. Знаете која ситуација имаме во моментов?
Во моментов имаме ситуација дека дури и оние кои што беа најголеми апологети на владата на СДСМ, оние кои што беа најгласни во желби за прогон, тие сега во моментов ги шират рамената затоа што и најжестоките поддржувачи на СДСМ гледаат и чувствуваат дека ова што се прави е апсолутно неприфатливо. Не само што е неприфатливо, туку ова преседан во изминативе 70 години во Македонија. Изминативе 70 години во Македонија, ние сме немале ситуација каде што пратеници, вклучувајќи ги и сите оние кои што се дел од овој процес, а не се пратеници, се обвинети за тероризам, за нарушување на уставното уредување на државата и така натаму, обвиненија кои што апсолутно не држат, но со дел од онаа евидентна, очигледна политичка хајка која што имаме во Република Македонија, која што е без преседан 70 години наназад. Повелете. Да, слободно, повелете. Судите се тие истите што тие збијат. Зборувам во времето на Комарот кога се избрали за суди. Сега, мислите дека тогаш не слушале вас, па сега го слушаат СДСМ и суди, па прво прашање за ова и второ прашање за истата тема и второ прашање. Шалите вашите пратеници дека имаат семејствата станали како тие што беа тука на 27 години, имаат семејства, видите да семејства не треба да ги шалите, тие не се луѓе. Што се може оваа компарација да направиме? Да знаеме за кој треба ги шалиме, кој не треба да ги шалиме. Така го сваќаме и затоа сакаме. Добро намерно го сваќаме. Па се тоа што сега беше соопштено, за кое што сите во Република Македонија сме свесни, кажува дека има потреба од политичко помирување во Република Македонија, не само политичко помирување, помирување помеѓу луѓето. Значи имавме една криза која што во Македонија траеше со години, во која што исто така имаше и десетици повредени полицајци, да ве потсетам. Имавме една вечер во која што 30 полицајци беа гаѓани со бекатони, со шипки, со контейнери, со запалени факели. Имавме исто така несакани настани исто и во овој законодавен дом, но за среќа, значи во целата таа несреќа и целата таа низа на несакани настани, немавме и човечки жртви. Во Република Македонија досега сме имале повеќе пати ситуација во која што едноставно во името на политичкото, етничкото, меѓуетничкото и така натаму помирување се седнувало на заедничка маса и се гледало како да се сврти нова страница и како да се оди понатаму заеднички. Значи, она што го имаме како дилема која што треба да разрешиме како општество, тоа е дали ќе одиме во ситуација на постојан прогон, една ситуација да продуцира жртви, па тие жртви понатаму да бараат својата правда на свој начин, па таа нова ситуација да продуцира нови жртви и така натаму. Значи да имаме циклично повторување на она што значи жестока поларизација која што не е добра за никого, или ќе одиме како општество кон ситуација во која што ќе речеме да свртиме нова станица, да немаме ситуација во која што ќе се продуцираат нови и нови жртви и да одиме напред. Но не може да одиме напред во ситуација во која што го имаме ова ненормална ситуација. Мислам дека сите заеднички ќе согласиме дека не е нормално за Македонија да имаме 6 пратеници што се затворени, најдобриот оперски пеач да ни во затвор за тероризам и рушење на уставниот поредок, еден од најдобрите глумци, да имаме ситуација во која што девојка од 30 и кусур години која што го загубила своето дете за време на сите овие турбуленции и настани, исто така е затворена и така натаму. Значи, она што сакаме, да го имаме како ситуација во Република Македонија, тоа е помирување, тоа е подадена рака и да одиме напред. Повелете. Извинете, како името не ве чув? Драго ми. Повелете. Како дека се вратите во собрание за законот за употребата на јазици, дали значи дека за ВМРО добивање другите закони не се толку важни? Се што е во собранието на Република Македонија е важно, но истовремено мора да констатираме дека ова е еден од законите кои што е и тоа како интересен и за јавноста, за граѓаните, за кои што има големи реакции и големи дебати. Имаме ситуација во која што претседателот на државата, првиот човек на државата, излегува со забелешки кои што се
прилично обширно објаснети и забелешки кои што се направени нели во согласност со она што тој го има како негово гледање. Така што во врска со овој закон, околу кој што копијата се кршат години и години наназад, добро е да има поддршка од сите политички партии. Од тие причини ние велиме, ајде да одиме на заедничка маса, ајде ако треба да имаме и лидерска средба за тоа, или пак работни групи, или пак пратениците помеѓу себе да седнат да дискутираат и да извадиме решение кое што ќе биде поддржано од сите. Тоа е апелот кој што го упатуваме, тоа е подадената рака која што ја даваме, се надеваме на позитивен одговор. Еве, Ние повеќе пати и кога го имавме мнозинството во овоа собрание, донесовме одлуки, закони, измени кои што беа афирмативни, кои што беа добри, кои што беа прифатени од коалиционите партнери. Значи, во тој дел, ние сме подготвени понатаму да дискутираме, но овој апел, кој што го упатуваме, е апел за седнување на заедничка маса. Затоа што вака кој што е подготвен законот, на брзина, со овие нејасноти, кои што се евидентни, погледнете го, мислам дека и вие и јас и сите заедно ќе согласиме дека има прилично недоречени работи, има прилично работи кои што едноставно не се доволно јасни и кои што поставуваат огромен број на прашалници до огромен број на институции. Разговарате со било кој директор на институција и дајте му го законот за јазици и речете му повелете од утре применувајте го, човекот нема да знае утре како да го применува. А тоа ќе се случува во огромен број на институции, од подрачни единици, од агенции, од министерства и така натаму и така натаму. Така што сакаме да го најдеме балансот помеѓу она што се нарекува проширена употреба на јазиците, имање на чувство и сенс за она што значи потреба и јакнење на индивидуалните права на во Република Македонија, но истовремено да обезбедиме и функционалност на државата, да обезбедиме функционалност на институциите и да немаме онаква реторика која што не помага, а тоа е од типот дека, не знам, во Берово или во Делчево или во општините во Источна Македонија тоа и тоа ќе им се случи, или дека претседателот на државата за месец дена ќе треба да почне да плаќа казни и така натаму и така натаму. Значи, ајде да имаме ситуација во која што реториката ќе биде поразумна и да едноставно дискутираме и дебатираме за овие важни прашања, да немаме прегласување. Значи, апелот е тој, барањето е тоа кое што ви го соопштив и да видиме кој ќе биде одговорот од другата страна. Повелете, Мира. Ние го имаме легитимитетот од граѓаните на Република Македонија. Ние победивме на избори. Оние кои што не победија, оние кои што немаат легитимитет, ја крпат владата, го крпат мнозинството, гледате дека тие се во ситуација во која што еден или двајца пратеници да не им дојдат, не може да одржат седница. Тоа е нефункционална влада, тоа се непринципиелни коалиции, кои што не го јакнат политичкиот систем во Република Македонија, туку напротив го кородираат. Така што ова залепена коалиција која што се држи, која што се води од синтагмата купи ден помини, па да помине недела, да помине месец и така натаму, мислам дека апсолутно сме веќе сите свесни, не може на граѓаните на Република Македонија да им испорача економски раст, повисоки плати, 500 километри автопат и така натаму, сето на кое што беше ветено. Значи, да резимирам, тоа е дека ова политичка гарнитура, која што граѓаните на Република Македонија не ја гласа, напротив беше поразена на избори. Оваа политичка гарнитура, која што секој ден разочарува огромен број на луѓе, дали од кадровски причини, дали од законите кои што ги носат, дали со безидејноста која што ја имаат или ја немаат, а е евидентна, со секој измина ден, едноставно
гледа политички да преживее, но решенијата кои што се носат се апсолутно на линија на неиспорачување на резултати. Јас ќе ви давам само два примери од овој парламент, од овој законодавен дом. Извинете, само ако значи ве молам, сите места кои што ние ги имаме добиено во сите комисии, тоа е верификувано на избори преку гласовите кои што сме ги добиле. Би сакал една работа во врска со функционалноста и нефункционалноста да ви ја кажам, а која што е дел од сето ова. Гледате дека со месеци наназад се зборува штедење во собранието. И тоа е добро, треба што повеќе да се штеди, но истовремено имаме ситуација каде што бројот на заменици генерални секретари во овој парламент се зголемува од 3 на 5. Тоа се 5 кабинети, тоа се 5 администрации, 5 помошници, зголемување на трошоците. Се зголемува бројот на подпредседатели во собранието. Собранието имаше, сите сте свесни и се уште има, 3 подпредседатели. Рекоа не, 3, 5. Дали 5 подпредседатели значи штедење? Не, тоа значи уште поголеми трошоци, но тоа е алиментирање и лепење на онаа коалиција која што ја говорам, која што го нема потребното мнозинство од луѓе, и тоа се оние задоволување на коалициони потреби, со кои што се оди на општа штета, но задржување на луѓето и мнозинството во пленарната сала. Ние на избори... Ние на избори, онаму каде што е најважно, онаму каде што народот гласа и дава легитимитет, усвоивме 51 пратеник. Исто така, би сакал да ве подсетам и да ви соопштам дека СДСМ, како политичка партија, во овој законодавен дом, има 33 пратеници. Значи, сето она што СДСМ го прави на Македонија, сето она што СДСМ го приредува на Македонија, го прават со 33 пратеници. Мислам дека со тоа многу и се сме кажали. Да, појдете, да. После вие сте сведни. Како коментирате настапот на координаторот на политичката група на другите ОДБИ да зборува на македонски? Молам? ОДБИ евкаливи да зборува на македонски пред новинарите. Како е? Тоа е негова одлука, но убаво е, добро е директно и што е можно по-директно и непосредно да се комуницира со новинарите. Повелете. Знаете, медиумот имате. Повелете. Абсурдот и непринципиалноста на оваа гарнитура се обистини и се виде, се разобличи пред недела дена, кога цела Македонија виде дека тие немаат упатено никакво писмо до Венецијанската комисија, а претходно 3, 4, 5 месеци наназад ни велеа дека упатиле барање писмо до Венецијанската комисија. Но оваа ситуација во која што тие ќе бараат мислење од Венецијанската комисија постфестум е едноставно пракса која што ја нема во Европа и намената на Венецијанската комисија е сосема друга. И тука зборуваме за она коалиција која што е тука составена, која што не е легитимирана од граѓаните на Република Македонија, но која што мораше адхок да се состави по секоја цена за СДСМ да се добере и докопа до власт. Ви благодарам на сите за присуството.